Европската унија го зајакна притисокот врз евроскептичната влада во Полска за да се откаже од промените во Уставниот суд. Ова според аналитичарите е уште еден тест на моќта на Европската унија да наметне демократски стандарди врз оваа екс-комунистичка земја на истокот на Европа. Одлуката на Европската комисија да излезе со официјално предупредување до Варшава го натера полскиот министер за правда да го осуди, како што рече, едностраното мислење кој покажува искривена слика. Предупредувањето беше обелоденето од заменик шефот на Европската комисија Франс Тимерманс, инаку главен преговарач на Унијата со властите во Варшава. До тоа дојде по неколку месечни неуспешни дипломатски напори по промените што ги спроведе партијата на законот и правдата во Уставниот суд и јавното радиодифузно предпријатие. И покрај нашите најдобри напори, се досега не можевме да најдеме решенија, рече Тимерманс додавајќи. Јас јасно сакам да останам надвор од внатрешната политичка дебата во Полска. На политичките партии во Полска е да решат. Но се разбира, многу едноставно. Ако сте членка на Европската унија и го имате ратификувано договорот, постојат некои правила. И овие правила се ратификувани од една суверена држава и таа треба да ги применува. Тимерманс нагласи дека диалогот ќе продолжи, но одби да шпекулира со какви казни ќе се соочи Полска. Станува збор за најголемата земја од поранешниот комунистички советски блок, што пред една деценија и се приклучи на Европската унија. Полска е и моќен играч во Унијата која се соочува со промени, доколку Британија на предстојниот референдум овој месец гласа да замине од европското семејство. Според процедурата донесена пред 2 години по фрустрирачката битка меѓу Брисел и унгарскиот премиер Виктор Орбан, Полска има 2 недели да одговори на формалното предупредување. Ако разговорите не успеат, Европската комисија може да препорача нејзино решение и да постави краен рок за негово спроведување. Заменик министерот за надворешни работи Конрад Шимански рече дека Полска е подготвена на разговори за антикризни сценарија, за да намали загриженоста на Брисел од тоа дека зголемувањето на бројот на суди потребни за носење одлуки во Уставниот суд и некои други владени одлуки ја подкопуваат независноста на судството во земјата. Но Шимански додаде дека владата нема да се согласи со мерките што ќе ги разочара незините поддржувачи во парламентот. Мерките мора да бидат во согласност со очекувањата на парламентарното мнозинство. Тоа е најважното нешто, рече тој. Меѓутоа, председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер во Брисел изјави: демократијата е повеќе од парламентарно мнозинство. Демократијата исто така е и граѓанско општество. Во случај Варшава да не ги послуша инструкциите од Брисел, може да го загуби незиното право на глас во Унијата, како и грантовите и субвенциите што ги добива од Европската унија.